добрата транспортна мрежа ќе придонесе на крајот кон политичка стабилизација, регионална интеграција, но исто така и подобро интегриран простор од политички аспект. Што ни е потребно за добра транспортна мрежа? Се работи за многу повеќе од патишта, од железници и други инфраструктурни мерки, но исто така постои уште еден важен аспект, а тоа се граничните премини, но и самите царински системи кои треба да функционираат и исто така усогласувањето на начинот на кој што функционираат економиите во различните земји. Германија е најважниот трговски партнер на сите цефта земји и еден од најважните инвеститори. И јас затоа мислам дека е многу добро ДИХК со економските комори, со стопанските комори во партнерските земји да воспоставува вакви партнерства. Со овој проект стопанските комори во цефта државите Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Грција, Хрватска, Косово, Молдавија, Црна Гора, Романија, Србија, Турција и на крајот нашата земја домаќин Македонија во нивниот капацитет да ги зајакне регулативите на цефта да ги спроведуваат. Зошто ние нашиот поглед го усмеруваме на нашата држава? Секогаш ме прашуваат кога ќе дојдат германците и ќе инвестираат кај нас или зошто има толку малку германци што инвестираат кај нас. Јас можам да кажам дека се работи за компаниски одлуки кои што треба се донесат, тие подлежат на многу услови, меѓу другото и на инфраструктурата, но не исклучиво на тоа. Полска, Словачка, Чешка, Унгарија, како 4 држави на Вишеград, ако ги земеме како пример, имаме 10 до 15 пати повеќе инвестиции отколку што тоа го имаме во југоисточна Европа. Но од 2005 имаме веќе удвојување на она што се инвестира во Србија, Македонија, Хрватска, Босна. Значи имаме еден тренд, а за овој тренд да се одржи потребни му се врски, а тие се прават со добра инфраструктура. Значи предностите што вие ги имате овде во вашиот регион, релативната географска близина, релативно ефтините трошоци за работна сила, релативно добро обучените работници треба да се искористат.